Судот синоќа не донесе одлука за притвор за Артан Груби и Беким Бајраами, двајцата обвинети во случајот што ја потресе јавноста. Наместо тоа, беше одлучено дополнително да се разгледаат доказите и да се донесе одлука во наредните денови. За другите 4 лица, кои исто така се осомничени, одредени се мерки на предпазливост, меѓу кои одземање на патните исправи и редовно јавување во судот. Обвинителството бараше притвор за Груби и Бајраами поради опасност од бегство и влијание врз сведоците, но одбраната тврди дека нема основа за таква мерка. Случајот предизвика бројни реакции во јавноста, а граѓаните се поделени во мислењата околу одлуките на судот и можноста за фер судење. Најстудено утрово беше во Берово, каде температурата се спушти до минус 10 степени Целзиусови, според информациите од Управата за хидрометеоролошки работи. Поради ниските температури, во источниот дел на земјата се забележани и замрзнати делови на патиштата, што ја отежнува сообраќајната комуникација. Најмногу снег има на Попова шапка, каде снежната покривка достигна 55 см. Следат Маврово со 32 см и Крушево со 20 см снег. Според прогнозите, во наредните денови се очекува стабилизирање на времето со постепено зголемување на дневните температури. Европската Унија потенцира дека Преспанскиот договор и договорот за добрососедство со Бугарија се од суштинско значење за европската интеграција на Македонија и регионот на Западен Балкан. Овие договори се оценети како примери за успешно решавање на билатерални спорови преку дијалог и компромис, што е основен принцип на Унијата. Во рамките на дискусиите за проширувањето, Европската Унија истакна дека одржувањето на мирот и стабилноста во регионот е приоритет, а спроведувањето на договорите е клучно за зајакнување на довербата меѓу соседите. Брисел ја охрабрува Македонија да продолжи со реформите, особено во областите на владеењето на правото и борбата против корупцијата. Разорен земјотрес со јачина од 7,3 степени според Рихтеровата скала го погоди Порт Вила, главниот град на Вануату, предизвикувајќи огромна штета и паника кај населението. Епицентарот на земјотресот бил во близина на густо населено подрачје, каде што се пријавени бројни разрушени објекти и прекини во снабдувањето со електрична енергија. Снимките кои се појавија од моментот на потресот ја отсликуваат силата на земјотресот и стравот што го почувствуваа граѓаните. Локалните власти и спасувачките екипи веднаш се мобилизираа за да ги извлечат загрозените лица и да пружат помош. Се апелира до граѓаните да останат смирени и да следат официјални упатства. За сега се уште нема официјални податоци за бројот на жртви и повредени, но ситуацијата се следи внимателно. Најмалку 3 лица се убиени во вооружен напад кој го извршила ученичка во училиште во Соединетите Американски држави. Инцидентот се случил за време на наставата, при што ученичката извршила вооружен напад врз ученици и персонал, предизвикувајќи хаос и паника. Полицијата веднаш пристигнала на местото на настанот, а ученичката била уапсена без дополнителни жртви. Случајот ја шокира американската јавност и повторно го отвори прашањето за контролата на оружјето во училиштата. Локалните власти најавија детална истрага за мотивите на нападот и за евентуалните пропусти во безбедносниот систем. Родителите и жителите на заедницата бараат итни мерки за заштита на учениците. Во Сирија, во северозападната провинција Идлиб, е откриен масовен гроб со тела на неидентификувани жртви. Според локалните извори, во гробот биле пронајдени останки на лица кои, најверојатно, биле убиени за време на конфликтот во земјата. Истражителите се на терен и вршат дополнителни анализи за да утврдат идентитетот на жртвите и причините за нивната смрт. Видеото од местото на наоѓање на гробот покажа масивни копачи кои ископувале за да ги изнесат телата од земјата. Локалните власти и меѓународни хуманитарни организации го осудија овој настан и ја повикаа меѓународната заедница да помогне во процесот на идентификација и обелоденување на злосторствата што се случувале во Сирија.